Камионџиите од земјава почнале да го селат бизнисот надвор од државата поради новите правила за влез и излез од земјите членки на Европската Унија, кои почнуваат да важат на 12 октомври, алармираат од Асоциацијата на камионски транспортери. Велат тоа ќе предизвика колапси на македонското стопанство и помали приходи во државниот буџет. Во земјава има околу 1800 фирми за превоз на стока кои вработуваат над 15.000 камионџи, уште 5.000 референти за логистика. Веќе има кои што размислуваат и отвараат фирми надвор. Ќе се одрази на самите превозни трговски друштва, ќе се одрази на целото стопанство во нашата држава, бидејќи ние увозот и извозот во државава која е увозно зависна е во 96% случаи се превезува по пат. Приливот на репроматеријали, трговски стоки, па и лекови и други потребштини кои што ги имаме целосно, значи ќе се успорат или ќе бидат прескапи, затоа што ќе мора да се ангажираат некои странски превозници. Системот за електронска контрола на влез и излез во Шенген зоната веќе неколку пати се одложуваше, но почнува да важи од 12 октомври. Муратовска вели и досега наши камионџи добивале забрана за влез во ЕУ поради прекршување на правилото за престој од 90 дена во границите на Европската Унија, но сега тоа ќе биде ригорозно, бидејќи ќе се бројат деновите. За 2 месеца веќе ги исполнуваат тие неполни 2 месеца ги исполнуваат, затоа што им ги рачунаат и половинка и 1 сат да останале на територијата на Шенген зоната, им го рачунаат као цел ден. Ние имавме предлог да се одложи примената или пак да се рачунаат во часови престоја. Министерот за транспорт Николовски неодамна вети дека ќе се заложи да се реши овој проблем кој го имаат не само нашите, туку и сите возачи од трети земји, но засега нема одговор. Муратовска вели за да се обслужат 2 камиони ќе требаат 4 возачи и покрај тоа што нема возачи, трошоците за транспорт драстично ќе поскапат.